Почитувани, во општина Гази Баба се утврдени нерегуларности во ревизорскиот извештај за 2019 година. Станува збор за ревизија направена во период од 14.1.2021 година до 23.4.2021 година. Ревизијата во конечниот извештај изразила неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2019 година и имаат дадено мислење со резерва за реалноста и објективноста на прикажаните состојби во финансиските извештаи и со тоа е констатирано дека не се почитуваат законите и прописите. Во ревизорскиот извештај е наведено дека во општина Гази Баба исплатата на прековремени часови на вработените се врши врз основа на налог за прековремена работа и решение на градоначалникот за секое лице поединечно. Односно, во периодот од јануари до септември 2021 година на двајца службеници биле издавани наредби за вршење на работа преку полно работно време или прековремена работа. И тоа, првиот службеник 312 часа и вториот службеник 304 часа. Ова постапување на претходниот градоначалник на СДСМ е спротивно на членот 117 став 2 од Законот за работни односи, во кој јасно е утврдено дека прековремената работа може да трае најмногу 190 часа годишно. Согласно информациите, се работи за двајца службеници, за кои ревизијата утврдила дека потребата од прековремената работа не била пријавена во Државниот инспекторат на трудот, што е спротивно на член 117 од Законот за работни односи. Мислење со резерва или модифицирано мислење во ревизорски извештај се изразува кога ревизорот не се согласува или не е сигурен со една или повеќе ставки во финансиските извештаи, кои се значајни, но не и суштински за разбирање на извештаите. Односно, ревизорот доаѓа до заклучок дека погрешните прикажувања, посебно или како целина, се материјални. И кога ревизорот не е во можност да обезбеди ревизорски докази за да создаде мислење, а можните ефекти од ваквата неможност врз финансиските извештаи се материјални. Ова е само еден од многуте примери како се злоупотребувале јавните функции од страна на СДСМ. Заради ваквото раководење со локалната самоуправа, СДСМ ги изгуби изборите. Градоначалниците на ВМРО-ДПМН во својот мандат ќе ја покажат вистинската страна на способната и квалитетна администрација, составена од компетентни луѓе кои ќе одговараат на потребите на граѓаните. Ви благодарам.